Успешно се одржа четвртото коло на Опен Балкан и Олимписки надежи, како и четвртото издание на меморијалот Јордан Мијалков во Штипа во организација на боксерскиот клуб Пинк Пантер. Годинава учество зема околу 60 на боксери, а присутните има можност да проследат квалитетни борби. Тренерот Петар Чурлиновски за М-нет телевизија истакна дека организацијски поминало се во најдобар ред, а притоа тоа е задоволен и од постигнатите резултати. Вчера се одржа четвртото коло од Опен Балкан купот и Олимписки надежи, а воедно и меморијални турнир Јордан Мијалков, на кој зема учество околу 60 боксера, односно негде околу 26-27 борби. Што сакам посебно да истакнам дека ова беше една многу успешна организација од страна на боксерскиот клуб Пинк Пантер. Посебно сакам да ги истакнам одговорните луѓе на боксерскиот клуб Пинк Пантер, председател Димитар Ташков и подпредседател Илија Младеновски, кои дадоа и створија услови за да се одржи овој голем боксерски настан, меморијал, воедно и меморијал Јордан Мијалков, каде има можност любителите на боксот да видат одлични борби, одлична организација и нормално воедно и добар резултат на боксерите на Пинк Пантер, кои се покажа во едно добро издание. Штипскиот клуб Пинк Пантер настапи со 6 боксери, тројца победија, а тројца загубија, но сепак прикажаа одлични изданија, а при тоа штипските боксери собраа неколку одличија. Да напоменам и тоа од 6 боксери кои настапија на боксерскиот клуб Пинк Пантер, тројца победија, тројца загубија, меѓутоа и овие кои загубија покажаа дека одат во нагорна линија, ги задоволија потребите на самиот ринг, додека боксерот Али Расимов беше прогласен за најмлад боксер, боксерот Марко Чурлинов за перспективен боксер и боксерот Иса Бајрам беше прогласен за боксер, најдобар боксер на турнирот кој го понесе пекарот Јордан Мијалков. Боксерите на Пинк Пантер го сочува минималното водство кое го има и по одигрувањето на четвртото коло. Посем третото коло кој каде Пинк Пантер беше со минимално водство, со трите победи ги зголеми бројот на бодовите, така да сега Пинк Пантер продолжува на првото место. Сепак не е голема разлика на бодови, меѓутоа разлика која може да ни даде предност за настап на петото коло. Пинк Пантер ќе цели кон тоа да биде шампион во ова меѓународно преврување, односно освојување на пехорот на Олимписки надежи на Опен Балкан лигата. Па нашата цел и предвидување по план и програма на работа на боксерскиот клуб Пинк Пантер. Се трудиме и ќе правиме ги сите напори да и оваа година го понесеме пекарот Олимписки надежи на Опен Балкан купот. Со системска работа, со труд и упорност резултатите доаѓаат. Тренерот Чурлиновски е задоволен од работата, трудот и резултатите на неговите боксери.